Ацо Велковски, добро утро, велам градоначалниче. Добро утро. Каква е ситуацијата во Лозово со борбата со коронавирусот? Може би немате преголеми барања во моментов од страна на жителите на Лозово, бидејќи сопрани се некои активности, но еве кои би биле и доколку постојат, кои би биле проблемите со кои што се соочувате во време на корона? Па вака сега, најпрво да ви известам дека во текот на изминатив период до денес, со самото формирање на општинскиот кризен штаб, општина Лозово ги презеде сите превентивни мерки за спречување и заштита на населението од коронавирусот. Секојдневно во соработка со комуналното предпријатие вршиме, односно дезинфицираме сите јавни површини, улици, автобуски стојалишта, детски игралишта, јавни институции и здравствени институции. Во делот на проблемите околу ограниченото движење се појавуваат кај земјоделците. Граѓаните сериозно свате ова несакана ситуација која не погоди нас и целиот свет, и во делот на мерките за ограничено движење како и за време на полицискиот час, а земајќи во предвид дека сме ние рурална општина и населението се занимава со земјоделие, земјоделците се придржуваат кон мерките за движење до земјоделските површини, односно секој може да се движи до аторот на неговото место на живење, но барањето од страна на земјоделците се да може и во текот на попладневните часови, односно пред стемнување, да можат да ги обработуваат нивните земјоделски површини. Градоначалниче, може би едно од поважните прашања кога се во прашање жителите на општина Лозово е образованието во момент на корона, рековте самиот рурална средина, меѓутоа каква е соработката со централната власт, односно каква е пристапноста на оние помлади генерации кои што следеа наставна програма и кои што треба да следат во моментов наставна програма? Имате ли, знам дека Министерството за образование склучи некаков договор со Телеком за доставување интернет во повеќето или во сите, како што велат тие рурални средини, меѓутоа во Лозово каква е состојбата? Па вака, во делот на процесот, на образовниот процес, редовно се одвиваат настани преку интернет комуникацијата со учениците, но во делот на социјалната потреба од страна на неколку семејства, од страна на Министерството за труд и социјална политика излезено е во ПСЕТ и се поделени ваучер картички за неколку лица, односно за дечињата кои се од социјален ризик, така да и тие веќе имаат интернет комуникација со наставниците. Добро, тогаш тука не се соочуваме со некаков проблем. Веќе од утрешниот ден јас како градоначалник се вклучувам во наставниот процес, односно на барање на наставниците и на дечињата. Секојдневно во текот од утрешниот ден ќе се вклучувам во некој од образовниот процес во неколку поделени. Добро, полека вод се решаваат очигледно и тие прашања поврзани со образованието, бидејќи ние не знаеме што ќе се случува и со она државна матура, се уште отворени се тие прашања како ќе се вреднуваат учениците. Градоначалниче, ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Се надевам дека се ќе мине во ред. Вие чувајте се таму, па ќе се слушнеме во наредна прилика. Благодарам, да се чуваме сите и имајте убав ден.